Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ве полека навлеговме и во седмиот месец од 2022 година, месец кога што и живата на термометарот се искачува највисоко и постои голема опасност по однос на земјоделското производство. Од таму се и препораките на експертите да се внимава, да се обезбедува заштита на растенијата за да не дојде до болести и уништување на родот. Ова наша емисија започнуваме со разговорот кој што го направивме со Ристо Велков, претседател на регионалниот синдикат на земјоделски производители. Она што Велков во овој разговор го посочува е делот на земјоделското производство, односно вториот циклус и немањето се уште договори со преработувачите во врска со тоа колку од производството од овој втор турнус ќе биде предадено во конзервната индустрија. Истовремено Велков се осврнува и на нивните сомнежи кои што како земјоделски производители ги имаат во однос на најавите за воведување на задолжително земјоделско осигурување. Господин Велков, деновиве преку социјалните мрежи изразивте едно незадоволство од тоа што влезени сте во втор циклус на производство и нема се уште информации колку и како ќе е потребно на преработувачката индустрија. Може ли малку подетално за овој проблем? Па да, веќе нашиот земјоделски производител пред се градинарот е длабоко навлезен во вториот циклус на производство во кое се застапени пред се културите чии што производи завршуваат во преработвачките капацитети. Меѓутоа зачудува податокот да како никогаш досега нема никакви средби заедно со преработувачите и земјоделските производители за колку толку да установат по која цена ќе бидат продадени нивните производи. Мислам дека затаива тука и Министерството за земјоделие кое по секоја логика треба да биде како посредник меѓу преработувачите и земјоделските производители за колку толку да се најде решение колку количини им се потребни на преработувачите, а исто така нашиот земјоделски производител колку отприлика треба и може да производи и по која цена би биле продадени нивните производи. Поготово мислам дека неминовно беше досега да дојде до оваа средба, бидејќи од една страна ги сваќаме и самите преработувачи во каква состојба се наоѓаат, бидејќи знаеме дека од ден на ден се зголемуваат цените на репроматеријалите, меѓутоа и тие треба да сватат дека и нашиот земјоделски производител се соочува со две огромни проблематики, а тоа што е исто како преработвачите им се зголемуваат цените на репроматеријалите кои што им се потребни во самото производство, од друга страна и климатските фактори си го прават своето, така што мислам дека во доста отежнати услови нашиот земјоделски производител и да дојде до производ, мислам дека имајќи ја сликата од теренот, сега за сега нема никакви навестувања колку и по која цена ќе ги продаде своите производи, кои што се потребни за самите преработувачки капацитети. Дали претходните години постоеше вакова практика и дали функционираше договорното производство меѓу земјоделците и преработувачката индустрија? Договорното производство знаеме дека во нашата држава во многу ретки случаи постои и тоа во одредени услови или кај одредени производи, меѓутоа што се однесуваше во минатите години досега се остварува неколку средби колку толку се тангираат цените спрема класата на конкретно да кажеме најкарактеристичен и култура која што е засадена на најголеми површини во Струмичкиот регион, а не само во Струмичкиот регион, туку и во државата и индустријската пиперка, колку толку се тангираат класите по која цена ќе бидат откупени или продадени тие производи за преработвачките капацитети, меѓутоа оваа година сега за сега нема остварено никаква средба од страна на преработвачите и самите земјоделски производители. Така. Имаше реакции меѓу земјоделците за затворање на украинскиот пазар. Каква е ситуацијата сега? Дали
Постојат опасности по македонското земјоделство на неовозможување пласман на родот на светските пазари? Па мислам војната си го прави своето и го направи своето, меѓутоа колку толку мислам дека имаше пласма на нашите земјоделски производи, бидејќи знаеме имаше некоја клима топло-ладна, да го кажеме, што се однесува до висината на откупните цени. Во еден момент има добри цени, во еден момент паѓа цените дури испод цените на производство, а знаеме под какви околности оваа година, пак ќе потенцирам, влезе нашиот земјоделски производител во циклус на производство со енормно зголемени цени за разлика од минатите години. Меѓутоа, пак ќе кажам и ќе потенцирам дека војната си го прави своето, меѓутоа и неажурноста или неспремноста од нашите институции се го прави своето, така да на крајот останал самиот земјоделски производител да си го плаќа цехот. И мислам дека цехот ќе го плати оваа година нашиот земјоделски производител, меѓутоа ќе бидеме сведоци да во наредната година, имајќи го сето она што се случува и ако дојде, ако продолжи трендот на зголемување на цените на репроматеријали, ќе бидеме сведоци на уште помали површини застапени со растителни култури. Меѓутоа, мораме да го потенцираме уште еден податок на кој наидува нашиот земјоделски производител. Еве веќе почна фазата на прибирање на житото, а во најголемиот број региони се уште не се знае по која цена ќе биде откупено житото, така да нашиот земјоделски производител, не само градинарот, еве и полјоделецот наидуваат на проблеми кои што се тангирани баш со откупот на нивните производи. Така. И за крај, министерот најави задолжително земјоделско осигурување преку формирање интервентен земјоделски фонд. Дали вие сте биле на некои расправи, дискусии, како тоа би функционирало и кои се вашите првични претпоставки, дали тоа ќе биде добредојдено или не за земјоделците? Па и ова министерство, како и претходните, продолжува со слабостите околу носењето на законските регулативи кои што се наменети за земјоделецот и за земјоделието. Мислам, неминовно е пред носењето на било кој закон да се седне со самите земјоделски производители, бидејќи тие ќе треба да ги применуваат тие закони. Како што рекохте, најавено е дека ќе во некој близок период ќе се применува задолжително осигурување на културите земјоделски. Мислам дека така како што е најавено, тоа ќе најде на голем проблем кај самите земјоделски производители. Прво, мислам дека треба да седнат надлежните институции, т.е. представници од Министерството за земјоделие, заедно со осигурителните компании, затоа што има доста работи кои што треба да се испеглаат од страна на осигурителните компании и самите земјоделски производители, бидејќи има доста мерки кои што не соодветствуваат со теренот за осигурување на културите. Меѓутоа, најголем проблем ќе биде тоа што се најавува дека мора да биде задолжително од една страна, од друга страна кобајаги се најавува улестителни мерки дека земјоделецот финансиските средства ќе ги плаќа на база од своите субвенции. Меѓутоа, ако се земе во предвид, точно е тоа дека 60% од висината на средствата ги обезбедува државата. Меѓутоа, во споредба на самите субвенции, еве ќе го земеме градинарство, тука најголемиот број на културите субвенционирате е некаде околу 3000 денари, дали се однесува за домат, за пиперка, за краставица, тука некаде околу 3000 денари по декар или 30.000 денари на хектар. Меѓутоа, веќе ако се влезе во тој начин на осигурување и тие 40%, што значи на некоја сума од 10.000 денари на декар, нашиот земјоделски производител ќе треба да уплати 4.000 на декар или 40.000 денари за хектар, веќе влегува во минус и мислам дека таа мерка треба подхитно надлежните институции со самите земјоделски производители да седнат и да видат каде и како да го применат тоа осигурување. Тоа е од една страна. Секој осигурување е добра мерка. Меѓутоа, секој оној земјоделски производител кој нема да ги осигури своите посеви, тој не сме и нема никакви потреби или барање да поднесува за надокнада на штета, бидејќи тој не ги осигурал своите култури. Така да, пак ќе потенцирам, неминовно е средба со надлежните институции за да
да видиме како и на кој начин да се примени овој закон. Иначе, како што се наговестува, мислам, и нема да најде на приемот кај самите земјоделски производители. Она што беше истакнато дека ќе биде по примерот во Турција, каде што постојат земјоделски интервентен фонд за осигурување. Значи некој поразличен модел. Дали сте запознати со ваквиот модел? Па прво реков дека ние не сме запознаени, можеби ќе има некои бенефити, нема да навлегува самиот земјоделски производител во минус при осигурувањето. Затоа пак ќе кажем, неминовно е средба со самите земјоделски производители за да се испеглаат сите оние недостатоци и ако ги има сите оние позитивни мерки да бидат прифатени од самите земјоделски производители, а сето она досега што го налага законот и висината на субвенционирање или висината на надокнада при осигурувањето, мислам нема да биде во полза на самиот земјоделски производител. Така, во емисијата, како што знаете, одвојуваме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Се наоѓаме во летен период каде што земјоделското производство е во полнек. Без разлика дали станува збор за градинарско производство, лозарско, овоштарство и така натаму. Овој период каде што, почитувани, и појавата на штетници, болести е доста карактеристично, па би сакал на почеток на денешната емисија да проговорам нешто од фирмата Arvensis, фирма која што е позната и по други препарати и ѓубрива, по еколошки препарати, да проговорам нешто за ранцинет. Значи, ранцинет многу пати досега сум спомнал. Значи, ранцинет всушност представува природен нематоцид, увозник и дистрибутер за Република Македонија е Falcon Струмица. Компанија позната по тоа што не само што увезува и дистрибутира ѓубрива, него течни и грануларни кристални, него и репроматеријали, односно добро познатите фолии за оранжериско производство, кои што се отпорни на дури 60% има поголема отпорност поради одредени адитиви што се стават во овие фолии, односно најлони, спрема удари на ветерот. Знаеме дека сведоци сме често пати доаѓа невреме кои што ги уништува најлоните во текот на целата година. Значи овој тип на председна најлони, односно фолии за рано гренарско, па и за цело гренарско производство се покажа како најотпорни и најдолготрајни. Значи, ќе продолжам нешто за рацинетот. Рековме, тоа има нематоцидно дејство, значи се карактеризира со тоа што први основно врши уништување или сузбивање, парализирање, уништување на почвените нематоди, кои што ги има повеќе видови соеви, кои што ги напаѓа растенијата, односно нивниот коренов систем, коренови жили. Дозволена употреба е 1 литар на декар, може да се употреби во текот на цела година и во текот на цела вегетација, па може не само на почеток на садење, него и после 20 дена ушеднеш, значи 2 до 3 пати во текот на, особено кој што преходно имало појава на нематода, да се стави рацинет преку систем капка по капка или за левање. Кога зборуваме за заштитата на растенијата, би сакал нешто да проговорам за особено ова еколошка заштита, односно природна заштита, кај што се фаворизира во светот, затоа што знаеме дека има големи контроли со земање на мостри и кај нас, ама пред се во запад, кај што се извезуват плодовите, гринарски, лозарски, овоштарски и така натаму, па рековме се повеќе се применуваат така наречени еколошки препарати, односно ѓубрива. Еден од тие е и алгасил. Алгасил е ѓубриво, специјално ѓубриво, кој што има фунгицидно стимулативно дејство против голем број на соеви, а го увезува Агроглобал Скопје. Карактеристично за ова ѓубриво, за алгасилот, е тоа што во својот состав има концентрат од алги и исто така силициум. Ова е многу добро затоа што концентратот од алги или
течност од алгите има стимулативно дејство врз целокупниот развиток на растенијата, без разлика во која фаза на развој се, а силициум има двојна улога. Првата улога е тоа што врши заштита на растенијата и создава еден омотач на надземниот дел, на третираниот дел на растенијата, па заштита од продирање на голем број на фитопатогени болести, бактерии, фунги и така натаму. А исто така, рековме, има една втората голема улога и тоа што на овие високи температури врши еден вид заштита од опекотини по самите плодови. Значи, сега, особено во овој летен период, се препорачува задолжително негова примена. Доза на употреба на алгасил е 30 мл во 10 литра вода. Би се префрлил и на третата компанија, кој што е тука застапена, тоа е Агроуник Македонија. Тоа е Унистарт. Унистарт, како што знаете, тоа е микробиолошко, исто така специјално ѓубриво. Микробиолошко затоа што во својот состав содржи повеќе видови или соеви на бактерии од типот на нитробактериум, бацилус и така натаму, бактерии кои што се потребни за разложување на минералните делови во почвата. Велам се потребни затоа што за да се усвојат хранливите елементи во почвата, растението мора ги прима само во јонска форма, значи овие хранливите материи мора да бидат разложени во јони. Пример, во почвата има калиум, ама овој калиум е као калиум сулфат, калиум нитрат или без разлика, или пример фосфор или амониум нитрат и така натаму, и како овие соединенија растението не може да ги усвои. Но во колку да речеме, ние ставиме почитувани пример Унистарт, овие бактерии ги разложуваат пример калиум сулфат на калиум јон на СО4 и како така растенијата потоа го усвојува калиум, СО4, сулфатниот јон, исто важи за фосфорот, фосфорниот јон и така натаму. Само подсетување за земјоделците, односно производителите на ориз, дека до 6 јули важи отворениот повик за искористување финансиски средства во делот на сушари за ориз. Секако да за повеќе информации производителите на ориз може да побараат на веб страната на Министерството за земјоделство. За крај на оваа наша емисија да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија поврзано со современите агротехнологии.
Поштовани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно!